Иако требаше по правило да зборувам за сега за самата содржина на Павловата проповед во дела со која што почнува 22 глава од делата на апостолите, сепак решив тоа да го одложам за следна сабота, затоа што деновиве, како што знаете, се случи нешто многу интересно. Страшно, жално за мнозина, особено за мнозина адвентисти во Калифорнија. Но да споменам дека имаше еден адвентист кој што еднаш само го запознав, еден ден само го запознав. А кој што тој и неговата сопруга беше објавено на Фејсбук дека како пожарникари учествувале во гасењето на пожарите во Калифорнија, во калифорнискиот рај под наводници, бидејќи така се вика местото, Парадайс. Нема да споменувам колку лица загинале. Обично тоа што медиумите го кажуваат, какви се штети биле направени. Нема да споменувам ни имиња. Но знаете ли која интересна вест се прошири во врска со тие пожари и со таа несреќа, поврзано со Адвентистичката црква? Уништена е Адвентистичка црква, значи, до темел. И домот на проповедникот, нема да го кажам името, сега и го заборев, не се ни трудев да го запоштам, но се работи за проповедник кој што венчал, не венчал, веќе венчани под наводници венчани, мислам беа лесбијки или да, хомосексуална двојка, тој ги крстил во црквата и ги примил за членови во Адвентистичката црква. И јас се сеќавам, и многу скоро исто така имав една таква дискусија на интернет со еден непознат тип. И на Генерална конференција пред 3 години во Тексас имаше лица кои што тврдеа: немојте да ја мешате оваа тема, ракоположувањето на жени, со содомија или хомосексуалство или како беше таа кратенка, идиотска, што ја користат. Да. Бидејќи ја кога ќе видам таа кратенка, кога читам некој текст, кога ќе видам таа кратенка, јас целата таа кратенка си ја преведувам идиоти. Кога си го читам за себе текстот. Немате да ги мешате тие две работи, демек тие две работи немаат ништо заедничко. А уште пред 30 и кусур години на тогашниот председател на Генерална конференција Нил Вилсон, таткото на сегашниот, му беше проречено дека за 30 години, ако сега ракоположувате жени, или почнете да ракоположувате, за 30 години ќе ракоположувате хомосексуалци. Истото што се случува кај протестантските така наречени цркви. И мнозина доскоро, значи оваа деценија, и некои и оваа година тврдат: не, тоа не е вистина, тоа се две различни работи, не мора да значи дека едното со другото е поврзано. Всушност, едното со другото е многу тесно поврзано. Многу тесно поврзано. Затоа што, ако старешината, иако ние не користиме такви изрази, пример, отец Ивица, отец тој, отец. И да не се користи изразот, во ред, да не се користи, не треба се користи, да речеме. И да не се користи изразот, свештеникот е тоа. Свештеникот е таткот. Бидејќи првите свештеници биле кои? Од Адам натака. Таткото на семејството. Значи,
првото свештенство било свештенството на првородените. Кој првородени? Може да има еден куп женски пред него, родени. Значи, и не мора да бил прв, баш прв, како во случајот со Јаков, например, кој што не бил баш прв. Ниту Сит бил првиот син на Адам. Дали? Но, кога преминувало свештенството, или првородството, или, како поинако се нарекуваше тоа, благословот, значи, од Исак сакал да го благослови Исав, бидејќи Исав му беше првороден. Се замислите жена свештеник, видите колку тоа би било смешно, например, дали може на нејзе да се обратите отец? Не може. Значи, ова прашање нема никаква врска со еднаквост и рамноправност. Кој може да биде татко во семејството? Па мажот може, само мажот може да биде татко. Не се дека секој маж е и татко, меѓутоа, за да биде татко, кој може да биде мајка во семејството? Па само жената може да биде мајка. Ако ги помешате тие две работи, ако ги побркате тие две работи, што следува? Следува содомијата. Значи, не е битно дали како си се родил, можеш да бидеш што сакаш, машко или женско, понатаму во животот. Со избор. И сега тоа се случува. Значи, содомијата тропна на вратата на Адвентистичката црква, каде на друго место, ако не во Калифорнија. Каде на друго место би почнало, ако не во Калифорнија, а во Европа, евентуално во Холандија. И сега, со ова беззаконие, ова одвратно беззаконие, е полн и католичкиот и протестантскиот свет. Иако кај католиците не е официјално ракоположуваат или не е. Меѓутоа неофицијално постои. Има. Меѓутоа, не сме чуле, еве го кажувам како едно охрабрување. Дали сте чуле Господ да уништува со пожари или со други несреки протестантски цркви? Да убива, ангелите да убиваат католички свештеници, педофили, хомосексуалци и така натаму. Додуше и овој не е убиен, или нашиот под наводници. Но, што представува, според историјата на духот на пророштвото, еден ваков чин? Кога Господ ќе дозволи да изгори до темел Адвентистичка црква и домот на проповедникот. Што представува? Така се викаше, да. Јас не искам да го споменувам, не е битно да се споменува, нека му послужи на покаяние и освестување. Понекогаш, знаете, за да Господ не освести од нешто, од кое што не се освестуваме поинаку, од некоја грешна состојба, треба силно да не мавне од земјачи, треба да биде многу посилна таа интервенција, не може со нешто помало. Сеќаме една библиска полука пред 14 години, кога го проучувавме пророкот Исаја, ли? Да, мислам Исаја беше. Кај што споменува стршлени. Господ вели, ќе ви испратам стршлени. Чи не оси, стршлени. Таква била духовната состојба на Израел, што требало нешто многу, тоа е символично се употребени тие стршлени. Требало нешто многу страшно да се случи. И се разбира, вавилонската инвазија, сето тоа крвопролевање, сиот тој колеж, дури и очите на јудејскиот цар Седекија биле ископани по заповед на Навуходоносор, откако
Пред тоа, значи, уште кога додека гледал, пред тоа морал да гледа како му ги убиваат децата и потоа му ги вадат очите, значи тоа да биде последното што го видел. Таа трагедија да биде последното што го видел во својот живот. Да не збориме за турчилукот и казните што се случиле врз православниот исток. Зошто Господ дозволува многу пострашни неволи што дошле врз Божиот народ? Еврејките ги вареле своите деца во Ерусалим за време на Титовата опсада. Зошто толку до такво дереđе не дошол никој адвентист се уште? И ова би рекле што досега се случувало овие пожари, например, се нешто далеко од оно што се случило на израелскиот народ или подоцна на разни христијански народи. Значи, таква ни е духовната состојба понекогаш, што Господ ќе употреби страшна трагедија. Ќе дозволи, поточно, страшна трагедија за покаяние и за освестување. Би сакал да прочитам некои цитати од Духот на пророштво во врска со оваа тема. Ке почнеме, ги има тука собрано во настани на последното време. Божите судови ќе ги погодат големите градови. Страшни удари ќе ја погодат земјата, така што господските палати, Елена Вајд го пишу, 1891 година. Страшни удари ќе ја погодат земјата, така што господските палати, подигнати со големи издатоци, сигурно ќе се претворат во купишта урнатини. Понатаму, само ќе ги читам, кога ќе се тргне Божјата заштитничка рака, разорнувачот го почнува своето дело. И тогаш нашите големи градови ќе ги снајдат најголеми катастрофи. И ова е уште еден така општ цитат. Но сега нешто кажува поконкретно во следниот. Господ им упатува предупредување на жителите на земјата. Тој го сторил тоа по пат на пожарот во Чикаго, спомнува пожари во нејзино време, и конкретни градови. Пожарот во Чикаго и пожарите во Мелбурн, Лондон и во градот Њујорк. Што имат заедничко сите овие места? Големи градови. Што има во големите градови? Најголем неморал. Да видиме што пише понатаму. Крајот е блиску и секој голем град во секој поглед ќе биде свртен наопаку. Што би значило ова? Ќе дојде до немири во секој голем град. Спаѓа ли Скопје во оваа категорија? Се што може да се расклати, ќе биде што? Расклатено. Марфиев закон според Елена Вајд. Се што може да се расклати, ќе биде расклатено и никој не знае што ќе се случува потоа. Божите судови ќе бидат сразмерни со расипаноста на луѓето и со светлината на вистината што ја примиле. Со што ќе бидат сразмерни судовите? Расипаноста во сооднос со светлината што ја примиле. Протестантскиот свет прими најголема светлина. А токму протестантските народи се извор на овој разврат и ова беззаконие во денешно време. Или некогаш протестантските народи. Кога Божиот народ би бил свесен за несреката што им се заканува на илјадници градови. Тука Скопје сигурно спај. Колку градови има на географската карта.
И ујадници градови, вели, денес речиси потполно предадени на идолопоклонство. Тука Скопје сигурно спаѓа. И видите каков страшен цитат. Близко е времето кога големите градови ќе бидат избришани. На времето за некои големи властодржци, пример за Кардель, за Джилас, за Тито, се велеше дека границите ги цртале со молив, границите помеѓу некои републики, помеѓу некои држави, каде ќе поминува границата. Господ има гума со која што на географската карта се бришат градови. Каков е овој израз? Близо е времето кога големите градови ќе бидат избришани. Може да го замислиме светот во состојба како големите градови ќе бидат избришани, на што тоа ќе наликува? Дали воопшто ќе обстанат медиумите за да го соопштат тоа? За да ни испратат слика или репортажа или било што? Дали ќе може интернет да го видим ако бидат збришани компјутерите во тие градови? Видов градби, забележите тука поднасловот гласи, градбите отпорни на катастрофи ќе се претворат во отпорни, значи специјално градени за да бидат огнеотпорни. Видов градби во кои се поставени најскапи противпожарни уреди за да се осигуруваат од уништување. Но, запрека, како што некогаш Содом и Гомор, случајна е споредбата со овие два градови, исчезнале во пламенот на Божјата одмазда, така и тие горди згради ќе се претворат во пепел. Тие ласкави споменици, подигнати во чест на човековата големина, ќе бидат соборени во прав, дури и пред светот да го снајде последното големо уништување. Бог го повлекува својот дух од расипаните големи градови, кои станале слични на градовите од времето пред потопот или Содом и Гомор. Содом и Гомор. Значи, кога Исаија велеше да немавме остаток, ке се изедначевме со Содом, ке заприлегавме на Гомор. И се до Елена Вајд, Содом и Гомор се споменуваат како пример. Не случајно. Зашто Господ, нашето време, го спореди со кое време? Со Содом и Гомор. И имаше еден проповедник што праша, добро браќа и сестри, ете изгори куќите на тој проповедник. Меѓутоа што правиме со мнозина други, вели? Што мнозина други што правиме, кои што се невини луѓе, кои што се честни, праведни луѓе, па и нивните домови изгореа. И ја веднаш му напишев, да, како што и Лот загуби се во Содом. Која е пораката од ова? Дали пожарите селективно гореа само куќи на отпаднати проповедници? На расипани цркви? Се разбира дека во сите вакви катастрофи има и така наречени невини жртви. Што бараат таму? Кој го требаше Лот да се насели во Содом? И зошто сакаше да се насели во Содом? Ова е прашање за размислување за сите нас. Ако на сите комши им гори куќата, колку долго мојата ќе остане? Да, Господ прави такви чуда. Еднаш ви кажем само на интересно искуство, кај што и на горниот сосед, и на долниот сосед, поплавени спалните, мојата сува и цевките од радиаторите суви. Меѓутоа, ако Господ решил да го уништи Топанско поле, може ли само мојот стан да остане цел?
кога самиот е дел од зградата што треба да биде уништена. Со други зборови, да бегаме од Содом. Пораката е што бараме и ние во Содом. Скапоцени палати, чудо на архитекторската умешност, ќе бидат уништени без претходно предупредување кога Господ ќе согледа, еве кога Господ ќе согледа дека собствениците ги пречекориле границите на простувањето, замислите, ова е страшно. Значи, ќе похулат на Светиот Дух. Уништувањето на тие величествени згради со оган, за кој се претпоставуваше дека се безбедни од пожар, е само приказ на оно што ќе се случи кога за кусо време земската архитектура ќе лежи во урнатини. Жалам што ќе немаме време потоа во 17-та глава од книгата на 250 страница имаше и други цитати на оваа тема, но нема нив да ги прочитам сега. Само би сакал да прочитам еден друг цитат од Елена Вајд во врска со пожарот што ја снајде адвентичката издавачка куќа во нејзино време. Review and Herald, преглед и гласник. Јас ја посетив, се наоѓа денес во државата Мериленд. Еднаш таа изгоре до темел во 1902 година. Значи, пред 116 години. А пред тоа не беше првиот адвентистички пожар во седиштето на тогашната адвентистичка црква Батл Крик. Тоа не беше првиот адвентистички пожар во Мичиген. Пред тоа што изгоре во истиот тој град во собственост на сега тоа беше проблемот. Претходно изгоре целиот здравствен дом, кој што Келок се обиде и конечно успеа да го извлече од собственост на адвентичката црква и да го претвори во негова приватна собственост. Пред тоа тој изгоре до темел, а сега печатницата изгоре до темел. Адвентичката печатница изгоре до темел. Зошто? Дали знаете зошто? Затоа што прифатила да ја печати еретичката книга на Келок, на доктор Келок, Живиот храм. Се замислите, во еден куп протестантски заедници примаат и венчаваат хомосексуалци, па сега ги рекоположуваат, независно од кој пол, бидејќи полот за нив е ирелевантен, не постои. Меѓутоа, кога такво нешто ќе влезе во адвентичката црква, Господ интервенира со трагедии. Има разлика? Која е разликата? Господ сака да ја предупреди адвентичката црква. Да не си игра со што? Со оган. Гревот е оган, ама Господ е поголем оган. Нашиот Господ е оган што согорува. Пред да изгори печатницата до темел, Елена Вајд напишала вакви зборови: во ноќните виденија ми беше покажан ангел како стои со исукан меч како од оган, самиот меч како е да е пламен, над Батл Крик, значи седиштето, целиот град, седиштето на адвентичката црква во тоа време. И потоа, неволја, една неволја по друга се истура врз градот.
По времето на Елена Вајд се случија два трагични адвентички пожари. Немаше човечки жртви, но се беше согорено и разурнато до темел. Значи, огромни финансиски штети. И ова се само капки на Божиот гнев. Ова е само предупредување до адвентичката црква. И се надевам и се молам мнозина да се освестат од ова и да се подсетат на таа историја со адвентичките пожари, многу повеќе, а и ние во денешно време, да не мислиме дека сме многу поправедни од другите, бидејќи во ова време можеме да бидеме праведни колку Лот. Лот не е некој голем праведник во Библијата. Лот може да го наречеме некој одвај праведник. Меѓутоа, ете такви како лотовци, Господа ни се смилува и да не спаси од тоа бришење, од таа последна чистка во ова последно време, особено кога неговата милост ќе заврши. Нека му е фала и слава. Амин.